Домовите во родното село се урнати, живеат во изнајмени станови за кои државата се уште ја покрива киријата, но сега би можеле да останат и без таа минимална сатисфакција. На раселените од Радуша, покако што велат бескорисните шетања низ институциите, на последните состаноци во Министерството за труд и социјална политика им било сугерирано секој засебно да побараат да добијат социјални станови. Тие немаат ништо против тоа, но се плашат дека во начинот на кој им се предлага добивањето социјални станови се крие замка, со која би можеле да останат и без покрив на главата и без статус на внатрешно раселени лица. Ни вика да поднесеме изјави, изјавите сам, секој за себе, значи изјавите да ги подполниме сами и вие кога ќе подполните изјава сам и ќе ја поднесете, мислам, до кај што треба и више вие автоматски мислам дека станувате социјален случај. Они немаат решение како да не решат и мислам таа сума на пари што ни ја даваат од 150 евра за кирија, тоа им е многу и гледаат некако да го скратат. Гледаат да го прекинат сето тоа. Барем нашето сомневање е тоа. Постои дополнителен проблем, становите кои евентуално би ги добиле би биле целосно празни, а нивната социјална состојба е таква што немаат никакви можности самите да си набават ниту најосновна покукнина. Од труд и социјала им соопштиле и дека не може да се надеваат на обештетување за изгубените домови во Радуша. Тој стан јас ако го земам празен стан, јас немам од кај. Зашто ниедне не сме вработени. Јас сите работиме, некој иде по континери, си собираме. И вработен да си со тие пари не можеш да собираш. И ни кажува вика нема да имате обештетување. Еба како нема да имаме обештетување? Кога јас таа куќа кога имаше конфликт, јас имав ствари унатре. Сум имал нешто барем. Нешто сум имал, треба да добијам тој конфликт. Вела дека животот кој зависи од туѓа помош самиот по себе е ужасен, децата им растат како подстанари, а државата само бара начин безболно да се ослободи од нив и нивната мака. Се жалат дека комисиите кои ги испраќа Министерството со нив се однесуваат нељубезно и дека одвеќе чекаат некој да не биде затекнат во домот за кој државата плаќа станарина за да ги избришат од списокот на внатрешно раселени лица. Своевремено некои од нив самите конкурирале за социјални станови, но тогаш биле одбиени со образложение дека труд и социјала ќе им го реши поинаку проблемот. Годините минуваат, а тие и натаму се ниту на небо, ниту на земја. Од Министерството за труд и социјала за Алфа одговорија дека продолжуваат да се грижат за преостанатите раселени лица. Потврдуваат дека било разговарано за решавање на нивното стамбено прашање во други градови. Во врска со стравувањата дека би можеле да влезат во категоријата лица во социјален ризик, велат дека критериумите се мощно прецизно уредени со Законот за социјална заштита. Додаваат дека постапката за поднесување на барање за користење на стан во државна сопственост е прецизно разработена во Законот за домување, а Министерството работело професионално за да гарантира дека социјалните станови им припаѓаат на оние на кои навистина им се потребни.